овозможува плаќање паркинг со QR код, еден новитет, за кој што ќе зборува Марија на лице место со Душко Коцевски малку подетално во поглед на тоа како ќе функционира сето ова. Марија, поздрав, ни споменавте дека сте во еден хаос, а тоа е некако секогаш очигледно кога имаме дожд во Скопје, па еве со мало задоснување, но сепак го реализираме ова твое линковско вклучување. Повели. Благодарам. Верувам дека ова вклучување на лице место, освен за што ќе биде интересно за жителите на општина Центар, исто така верувам и за скопјани, со оглед на тоа дека во центарот на градот секогаш има голема фреквенција, но и секогаш се користат паркинг услугите. Наодамна на паркинзи на општина Центар јавното претпријатие постави нови информативни табли со QR код, каде што всушност на тој начин се овозможува побрзо плаќање на паркинг услугата со платежна картичка. Како поточно функционира новиот систем, во продолжение слушаме од мојот денешен гостин, директорот на ПОЦ Душко Коцевски. Да му посакаме добро утро. Добро утро и поздрав до вашето студио. На самиот почеток, подетално, како функционира новиот систем и кога поточно се беа поставени овие нови информативни табли? Информативните табли беа поставени минатата недела. Тоа е еден долг процес, не толку долг, но за неколку месеци се надам дека ќе ги поставиме сите табли низ целиот центар, со кој на локациите каде стопанисува јавното претпријатие паркинзи на општина Центар, значи можеби се над 1500 табли, следува процес на нивно прелепување и поставување на нови дополнителни информативни табли за на корисниците да им биде полесно користење на услугите на претпријатието. На нив новина е QR кодот, односно QR код кој што носи до веб линк, каде што е овозможено плаќање без никаква најава, без потреба од симнување на апликација. Едноставно се внесува само регистрацијата и се плаќа со платежна картичка. Ова е полесно и за самите граѓани на градот и на Македонија, а исто така и за оние кои што се странци, кои што претходно мора да доwnloadираат, да симнат апликација, сега ќе можат да веднаш и без најава платат одреден саат паркинг услуга на паркинзите на општина Центар. Може ли да ја направиме таа разлика од досегашниот начин на плаќање и со овој нов систем, односно колку всушност е подобро за граѓаните според вас? Па, видете, двата системи не се интегративни, значи едниот е SMS на платата, каде што од поддржан мобилен оператор, тоа се вообичаено македонските оператори, бидејќи нели немаме случајно договор со сите оператори низ целиот свет, од поддржан мобилен оператор, каде што се наплаќа и услугата за SMS порака и покрај тоа се наплаќаат нели саатот по вредност од зависност од зоната во која што се користи услугата, нели за нулта зона 100 денари и за зона 1 70 денари, за зона 2 е 60 денари. Со плаќањето за платежна картичка се избегнува оној трошок за SMS порака, а и се добива потврдно на мејл, се става мејл, значи се добива потврдно назад дека услугата е наплатена, односно дека слободно можат корисниците да паркираат таму каде што платиле со својата платежна картичка. Напоменавте дека интензивно ќе се поставуваат информативни табли во целото централно подрачје, но моментално каде имаме вакви нови информативни табли во центар? Значи ние започнавме со оваа нулта зона, која што се работи за една помала зона, веднаш до главниот плоштад на нашиот град, понатаму одиме низ сите други сектори, зони на кои што се под наше стопанисување на ЈП-ПОЦ, почнуваме на секаде, значи и во сектор Буњаковец, во сектор Дебармало, Капиштец, Пролет и така натаму. Наскоро, значи во наредниот период ќе бидат поставени сите нови табли со возможните нови функционалности. Пред самиот крај, дали можеби новиот систем, односно новиот систем на плаќање, подразбира можеби промена во ценовникот или се си останува исто? За сега немаме таков план, значи плаќањето, начинот на плаќање и функционалностите не се поврзани со цената се поврзани нашите трошоци на претпријатија кои што ги имаме и секако понудат и побарувачката, односно на кои локации можеби поинтензивно бара ценовни интервенции. И така имаме на различни локации кај затворените прекрадишта, каде што вообичаено е нели поскапа. За сега не планираме, истото доколку би се случило претходно било на управниот одбор, би се изгласало на совет и потоа би се вовело како ценовник нов на претпријатието.
Ве благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и на вас и поздрав до гледачите. Благодарам уште еднаш. За надалам информациите повторно беа добредојдени, токму од лице место говоревме за новите информативни табли кои што се поставени во дел од центарот на Скопје, односно новиот систем на плаќање на паркинг услугите токму во општина Центар.